Дневник на КТВ, 17 декември 2025. Добра вечер. Денеска се одржа јавна презентација на проектот Кавадаречки дол. Проектот е вреден 20 милиони денари, од кои 10 се од општина Кавадарци, а 10 се донација од партнерот UNDP. Морам да потенцирам да кажам дека ова е продолжеток на нашата соработка со UNDP и во делот на стратешките работи кои што општина Кавадарци ги завршува во делот на заштита на животната средина, на екологијата и подобрувањето на воздухот и подобрувањето на животната средина во општина Кавадарци. Како што и сами знаете, претходно имавме проектна документација од UNDP, која што ја спроведуваме сега со 800.000 евра инвестиција. Тоа е канализација и водоводна мрежа, заедно со колекторски систем од Мокриште па до Кавадарци, која што е една сериозна инвестиција и офат. Во продолжеток на иста соработка направивме физибилити студија и проект на затварање на Кавадаречки дол. Вие сами знаете дека Кавадаречки дол некаде пред 2000 година е делумно затворен од реката Луда Мара, па се до некоја стационажа од 500 метра. Сега продолжуваме од иста стационажа, да место викаме Коински дупки, значи Кавадаречки дол ќе го затвориме до крајната точка во трапезен канал и делумно со цевки, каде што потоа ќе се насипи со соодветна земја и ќе се добие од еден дол, од една средина кај што беше потенцијална за загадување, за диви депони, нефункционална, ќе добиеме корисна површина од 15.000 метри квадратни, а таа површина која ќе биде корисна, денеска баш имаме презентација, ќе биде комплетно оплеменета со засадување на дрвца, грмушки и други видови на растенија кои што ќе представуваат еден вид на парк и ќе има содржина во делот на катчиња за рекреација и за помладите, меѓутоа и за повозрастните, така да со летниковци, со катчиња за најмладите, со пешачки патеки. И мислам дека во делот на тоа Кавадарци ќе добие уширен нов парк и корисна површина од 15.000 метри квадратни зелена корисна површина во делот на екологијата и животната средина. Ние тука нема да застанеме како општина Кавадарци, ќе продолжиме во делот на подобрувањето на условите за животната средина, како што е гасификацијата која ќе се распиши во месец јануари, од почтување и завршување очекуваме до наредната година септември, октомври да имаме комплетна реализација на веќе прв приклучок на гасификација во општина Кавадарци, правење на велосипедски патеки. Очекувам заедно стратешки со партнерите наши, со секторот за животна средина, со еколошките друштва, со ЈПА Комуналец и шумарското училиште кое што ги имаме во делот на смеровите во делот на шумарството, да Кавадарци во наредните 3 години го дигнеме многу подалеку во делот на екологијата, а драстично, или да не кажем трајно го решиме квалитетот на воздухот во општина Кавадарци. Ова инвестиција, само да потенцирам да кажем, дека е заедничка инвестиција. 20 милиона денара е целата инвестиција во делот на затварањето и оплеменувањето и уредувањето на така наречениот дол кој што се претвори во парк. 10 милиона денари се инвестиција на општина Кавадарци и 10 милиона денари се пари на UNDP како донација за општина Кавадарци. Ова е проект кој што UNDP го спроведува со финансиски средства на Шведска. Меѓутоа имаме 5 партнерски општини. Кавадарци е една од општините кои што се наши активни партнери. Преку форуми на заедниците стигнавме до ова решение. Ги презентиравме резултатите од истражувањето кое што ги направи Универзитетот Гоце Делчев од Штип, од каде доаѓа загадувањето на воздухот во Кавадарци, во општина Кавадарци, и врз основа на добиените резултати се предложија сет на мерки за заштита на квалитетот, за заштита на воздухот. Одбраната мерка од страна на граѓаните беше оваа: Кавадаречки дол, раззеленување на Кавадаречки дол и креирање на еден урбан парк. Така со општина Кавадарци, финансија од општина Кавадарци и со финансии обезбедени од страна на донаторот Шведска, UNDP
и општина Кавадарци ќе направат еден позначителен проект каде што една поголема површина, како што спомена градоначалникот, ќе ја претвориме во нов урбан парк, кој што се надевам дека ќе биде на благодет на сите граѓани, особено на оние кои што живеат во поблиска околина. Ќе биде навремено завршено, тендерирањето више во тек за изведување на градежните работи. Денеска ќе имаме презентација на идејното решение од страна на професорите од Шумарски факултет за кои дрвни видови ќе се употребат во тој парк. Заедно со нивна координација изминатите неколку месеци направиме увид на локацијата и со нивна стручна помош ќе бидат засадени дрвни видови кои што може да вегетираат на таа локација и кои што ќе имат успешен раст. Со културно-уметничка програма денеска општина Росоман одбележа 29 години постоење. Градоначалникот Ѓорги Крстевски во своето обраќање се осврна на сработеното во првите 40 дена од мандатот. На свеченоста беа доделени признанија и благодарници за граѓани кои работат на афирмација на општината. Денес, 17 декември, со особена чест и гордост го одбележуваме денот на општина Росоман. 29 години од незиното постоење како самостојна општина. Овој ден е многу повеќе од формален празник. Тој е символ на идентитетот, припадност и заедништво. Ден кога се навраќаме на патот што го поминале генерациите пред нас, но и ден кога со одговорност гледаме кон иднината што ја градиме за нашите деца. Општина Росоман е создадена од вредни луѓе, од земјоделци кои обработуваат земјата со љубов, од семејствата кои ги граделе своите домови со надеж, од луѓе кои без разлика каде живееле, секогаш ја носеле општина Росоман во срцето. Во овие 29 години општина Росоман минувала ни различни периоди, и полесни и потешки, но едно секогаш било исто: желбата општина Росоман да напредува. Со таа свест и со голема одговорност, пред околу 40 дена ја презадов функцијата градоначалник на општина Росоман. Од првиот ден знаев пред нас нема лесен пат, но знаев и нешто многу поважно. Општина Росоман има потенцијал, има луѓе и има сила да оди напред. Во овој краток, но интензивен период пристапивме отворено, работно и одговорно. Направивме чекори кон финансиска стабилизација, го намаливме долгот на општина Росоман и паралелно започнавме со реализација и завршување на многу значајни инфраструктурни проекти. Го завршивме првиот проект финансиран од владата во изnos од речиси 11 милиони денари за одводнување на Бавчите, проблем што со години ги засегаше граѓаните на општина Росоман. Со сопствени средства асфалтиравме улици, интервениравме таму каде што најмногу требаше. Во тек е и најголемиот инфраструктурен проект досега во општина Росоман: комплетирање на Бавчите со атмосферска и фекална канализација, асфалтирање и улично осветлување, проект кој е финансиран од владата преку Министерството за транспорт и врски, а истиот е кофинансиран од страна на општина Росоман. Работевме и работиме на подобрување на локалните на регионалните патишта на територијата на општина Росоман, со уредување и чистење на јавните површини во општина Росоман, подобрување на јавното осветлување, зголемување на безбедноста во сообраќајот со нова сигнализација и пешачки премини. Посебно внимание посветивме на образованието, децата и младите во општина Росоман, во училиштата, во детската градинка, со поддршка на учениците и со инвестиции во опрема и во подобри услови. Го поддржуваме и спортот и младинските иницијативи во општината, затоа што здравата и активна младина е темел на секоја здрава заедница. Воспоставивме и директна комуникација со граѓаните на општина Росоман, затоа што општината мора да биде отворена, достапна и блиска до народот, затоа што не би било можно без луѓето кои секојдневно работат за општина Росоман. Затоа денес сакам јавно да се заблагодарам на сите вработени во општина Росоман, на вработените во јавното предпријатие комунални дејности Росоман, детската градинка Праскичка, основното училиште,
и сите институции и соработници кои предонесуваат со својот труд за развојот на општина Росоман. Драги сограѓани, ветувам работа, ред и честност. Нашата визија е јасна. Општина Росоман мора да биде уредена, развиена и достоинствена општина. Општината мора да биде место каде младите ќе ја гледаат својата иднина. Општината мора да биде поддршка на земјоделците, општината да биде општина во која секој граѓанин ќе се чувствува слушнат и почитуван. 29 години општина Росоман се зад нас. Најважните години се пред нас. Со заедништво, со трпение и со многу работа, општина Росоман ќе оди напред. Ви благодарам на довербата. Ви благодарам што сте дел од оваа заедничка приказна. Нека ни е честит денот на општина Росоман. Да живее општина Росоман и најважно, да живее Република Македонија. Фирма со тројца вработени добила 1,2 милиони евра за 2 месеци. Обвинија денеска од опозиционата СДСМ и информираа дека за само еден ден на платформата Мицко биле доставени 47 пријави со сомнеж за корупција. Им благодариме на сите граѓани кои се приклучија и доставија информации и документи на нашата дигитална платформа за борба против корупцијата и криминал Мицко. 47 различни пријави за само еден ден. Пријавите се од различни општини, Охрид, Штип, а има и некои информации кои што се многу интересни и за Скопје. Македонија се крена против корупцијата и криминалот. Сите овие информации, документи, докази ќе бидат анализирани, документирани и ќе ја информираме јавноста за секој можен случај. Благодариме за поддршката. Заедно сме во оваа борба против корупцијата и криминалот на власта. Денеска антикорупцијскиот тим на СДСМ објавува нова бомба, нов скандал, нови сомнителни милионски тендери. И повторно ќе ја видите истата шема. Фирма со само тројца вработени за период од 2 месеца добива тендери од владата на Христијан Мицкоски од 74 милиони денари или 1,2 милиони евра. Милионски суми, мал број на вработени, фаворити за тендери од власта на ДПМН. Овие факти, почитувани, отвараат сериозни сомнежи за нетранспарентни постапки, фаворизирање и коруптивни тендерски шеми, како во досегашните објавени бомби. За која фирма станува збор? Се работи за Sigmoid Group Doyle Скопје, формирана пред само 2 години. Од кого добива тендери? Од Генералниот секретаријат на владата на Мицкоски и од Созара. Двете владени институции, истите две, вмешани во претходните бомби кои ги објавивме. И како во првата бомба, повторно станува збор за IT опрема. Случајно, нели? Еве го првиот договор. Овај договор со Министерството за финансии склучен е на 13.10.2025 година и вреден е околу 60.000 евра. Само после 2 дена има нов договор, склучен на 15.10.2025 година со Генералниот секретаријат на владата, вреден речиси 1.000.000 евра, поточно 980.000 евра. И 6 недели подоцна, на 1.12.2025 година, нов државен тендер, овој пат за софтвер за следење на работни процеси во Созара, вреден околу 76.000 евра. Каква милионска експанзија за 2 месеци? 173% раст на добивка од тендери. Истите шеми повторно. Како е ова можно? Која е близината? Дали причината за тоа е близината на собственикот на фирмата извесен Ј. Јанкуловски, кој дипломирал на Машинскиот факултет токму на насоката мехатроника и роботика, каде што е Христијан Мицкоски професор? Ова ли е клучот за вртење милионски тендери од власта на ДПМН? Близината со Мицкоски? Антикорупцијскиот тим на СДСМ, почитувани, продолжува. Работата не е завршена. Каде завршиле 2 милиони евра од лотарија, пари на граѓаните украдени од СДС и ДУИ, прашаа на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН.
Државниот завод за ревизија по извршената ревизија во лотарија за периодот на работа на раководството поставено од СДС и ДУИ утврдило нереални и неоправдани сметководствени записи за нелогични трансакции во износ од близу 2 милиони евра. 2 милиони евра Перпарин Бајрами и Артан Груби ги фалсификувале, злоупотребиле или прикриле. Сето ова се случувало додека СДС биле со тило цртани кон криминалот и немо одобрувале. Јавноста заслужува одговори дали СДС и ДУИ го дозволиле првиот од многуте криминали во лотарија од 2 милиони евра. На кои сметки завршувале овие пари? Со кое право СДС го прикривал криминалот на кадарот на ДУИ? И зошто јавното обвинителство толку време немало постапено, иако ние јавно баравме одговорност и за други предмети поврзани со лотарија? Ете, како СДС и ДУИ ги раководеа државните институции, ги исцицаа буџетите и ги испокрадоа парите, ги уништија предпријатијата. Затоа, одговорност мора да има, а сега го нема Коцевски да ги штити. СДСМ има нов тим, нова сила, нова енергија, рече синоќа лидерот на СДСМ Венко Филипче, објавувајќи го новото раководство избрано од Централниот одбор на партијата. Седницата на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на кој се избра новото раководство, нови партиски подпредседатели се доктор Александар Трајановски и пратеничката Јована Тренчевска. Членови на извршниот одбор се луѓе кои што се еден дел искусни, еден дел млади, одлична спојка, искусните ќе го пренесат своето знаење и искуство на помладите. Секретарските позиции ги задржа актуелниот генерален секретар и еден од организацијските досегашни секретари. Ова е тим кој влегува во храбра и многу одлучна борба со оваа ненародна и криминогена и корумпирана власт на ВМРО ДПМН, знам и влен. И не сме сами. На денешниот состанок се продискутираа многу аспекти, ја шириме нашата платформа, повикуваме многу граѓански организации, независни поединци, интелектуалци. Го формиравме и советот на партијата кој ќе има улога и во тој дел да привлекува слободоумни луѓе кои што ги делат нашите вредностни политики, поради тоа што нашиот фронт кој што го објавуваме вечерва постепено и сигурно ќе расте, затоа што ние се спремаме власта да ја вратиме во рацете на граѓаните. Во рамките на тимот, еден од најновите делови на целокупниот тим е антикорупцијскиот тим, составен од млади луѓе, истражувачи, но и искусни луѓе кои што ги консултираме за активностите кои се занимаваат со разоткривање на корумпираните шеми на актуелната власт. И вечерва цврсто и одлучно кажуваме дека ние сме тие кои што ќе стаи крај на политиката на изолација на државата од Европа. Ние сме тие кои што ќе ставиме крај на корупцијата и криминалот на оваа власт. Ние сме тие кои што ќе ставиме крај на предавството, на безбедноста и националните интереси на нашата земја преку проектот Мигранти за пари. Ние ја враќаме власта во рацете на граѓаните. СДС оди во стечај, кадрите на Заев се новите лица на Филипче, порачаа од ВМРО ДПМН. СДС вчера вечер ја потврди нашата констатација дека продолжуваат да тонат се повеќе. Наместо нов и свеж кадар, Филипче ги врати старите лица на Зоран Заев. На следните избори 100.000 гласови им се плафон. Представија нова сила, а всушност тоа се стари лица на Зоран Заев, кои заедно со Филипче го доприватизираа и раскрчмија СДС. Во така нареченото ново раководство на СДС влезе екс-директорот на затворот Шутка со активна кривична пријава за злоупотреба на службена должност Филип Андов. Исто така влезе и Јон Фрчковски, кој беше фатен како се дрогира на своето работно место и призна за тоа, и наместо казна тој доби унапредување во СДС. Новите сили, а стари кадри, напишани од Зоран Заев, а изгласени од Венко Филипче се: Рената Младеновска,
поранешна директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и досегашен член на извршниот одбор на СДС, односно стар кадар. Драган Крајовски, председател на Општинскиот одбор на СДС во Битола во времето на Ковачевски, а директор на затворот Црн мост во времето на Зоран Заев и член на Централниот одбор на СДС, односно стар кадар. Дејан Николовски, вработен во кабинетот на Зоран Заев и задолжен за странските инвестиции и досегашен председавач на Централниот одбор, односно стар кадар. Андреј Жерновски, прелетач за функција од ЛДП во СДС на Зоран Заев, неуспешен и скандалозен дипломат, неуспешен градоначалник, неуспешен градежник, а јавноста не го памети по ништо добро, туку само по ширење на паника дека ќе се урне стадионот кој ден денес се уште го имаме во Скопје, исто така стар кадар. Агрон Демири, екс-советник во секторот за Европска Унија и меѓународна соработка, потоа правник и е дел од одделението за правни услуги во АДСМ, коносител во изборната единица 6 на парламентарните, кога СДС го претрпе најголемиот пораз во историјата и впрочем Агрон Демири не успее да влезе како втор на листата како пратеник, исто така стар кадар. Љупчо Фармаковски, фосил уште од времето на Хари Костов во владата и во МВР како државен советник, па и до ден денес му е главен координатор за човечки ресурси во Комерцијална банка. Во 2008 година тој беше председател на Националната комисија за интегрирано гранично управување. И до сега, впрочем, беше организацијски секретар на СДС, исто така стар кадар. Јованка Тренчевска, поранешна министерка во владите на Заев за труд и социјална политика, кочеше 16 согласности за воспитувачки и негувателки, како и 10 согласности за помошно-технички персонал во градинките, во општина Бутел, кога градоначалникот беше од ВМРО ДПМН, а исто така обструираше и одземаше ингеренции и во Куманово. Го врати на работа директорот на меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш, Александар Филев од СДС, откако беше разрешен затоа што беше фатен во трговија со дрога. Во 2024 година таа се повлече како од функцијата председател на форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз, каде што вели, цитирам: "Од денес во СДС нека настапат оние со квалитети, вистински знаења, лицата блиски до народот на кои им се верува. Нови лица, неизвалкани од бремето на претходните функционери." Вака тогаш напиша, а сега се промовира како освежување Јованка Тренчевска, подпредседател на СДС, исто така стар и истрошен кадар. И почитувани, се што треба да знаете за СДС е дека новиот кадар на Венко за председавач на Централниот одбор на СДС е Герасим Лазов. Почитувани граѓани, ова е убедливо најлошиот состав на СДС, Филипче и Зоран Заев. Приватизацијата на СДС завршува, а наредниот чекор е тежок стечај. Продолжуваме со информација од спортот. Прекрасна новогодишна честитка од борците на клубот Будо од Кавадарци. На државното првенство во ММА освоија 2 злата, 2 сребра и бронза, а од меѓународен кикбокс турнир во Ниш се вратија со 2 злата и бронза. Изминатиот викенд беше берикетен за борците од Центарот за боречки вештини Будо од Кавадарци, кои ги избогатија клубските витрини со уште еден грст медали. На државното ММА првенство учество зедоа 5 борци од ММА клубот Будо Кавадарци, кои освоија 5 медали, и тоа 2 златни, 2 сребрени и 1 бронзен медал. Дарко Димитриев освои златен медал во категоријата сениори до 66 килограми, откако ја доби финалната борба со технички нокаут. Јордан Ѓошев освои злато во категорија јуниори до 66 килограми со судиска одлука во финалето. Илија Митрев освои сребро откако во четвртфиналето победи со прекин, но сепак загуби во финалето
во категоријата јуниори до 77 килограми, а Димитар Јошев освои сребро откако ја загуби финалната борба со судиска одлука во категоријата јуниори до 66 килограми. Со одлука на судиите беше поразен и Мирослав Геров, кој мораше да се задоволи со бронзен медал. Паралелно со државното првенство, кавадаречките кикбоксери во Ниш, соседна Србија, зедоа учество на традиционалниот меѓународен турнир Balkan Best Fighters, каде прикажаа извонредни борби и победи и на крај освоја 2 златни медали и 1 бронзен. Филип Костов освои злато во категорија јуниори до 54 килограми во дисциплината лоу кик. Љупча Атанасов освои злато во категорија јуниори до 57 килограми во дисциплината кик лайт, а Давид Богев мораше да се задоволи со бронзен медал во категоријата јуниори до 63 килограми во дисциплината кик лайт. Утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, предпладне наместа ќе има појава на магла, ќе дува слаб променлив ветер, а температурата од -4 до 9 степени. До понеделник ќе се задржи стабилно и претежно тивко време, наместа ќе има појава на магла и зголемена облачност. Во вторник се очекуваат локални врнежи од дожд. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.